Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено дебатно студио на телевизија Нова. Во атмосфера, можеби во континуитет иста изминативе 32 дена, 4-5 дена во собранието се разговара за така наречената тиранска платформа, оние избори во собранието на Комисија за избори менување, најавениот избор на председател на собранието, додека 32 дена во континуитет на улиците во Скопје и низ целата држава протестни маршови на иницијативата за заедничка Македонија, поддржани од стотици илјади граѓани за унитарност, за зачувување на унитарноста на Македонија и против тиранската платформа. Вечерва со моите и ваши гости ќе разговараме токму за тиранската платформа, за последиците кои што ги трпи државата, за можната разврска и на политичката криза, како и за новите контроверзни изјави на албанскиот премиер Еди Рама и за расплетот, како што кажав, на политичката криза, можните очекувани потези и на политичките партии и на државниот врв. Со мене во студиото Виолета Ачковска, универзитетски професор и историчар. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ацо Станковски, уметник, добро вечер и за вас. И Крсте Јовановски, и пратеник и актер. Добро вечер. Добро вечер. Ќе започнеме од дамата, почитуваната професорка Ачковска. Професорке, реков 32 дена во најавата во континуитет на улиците низ Македонија поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Тивко, мирно, достоинствено, но повторно гласна порака поради бројноста и поради силината на пораките кои што се испраќаат од улицата. Што мислите, кој е движечкиот фактор на овие стотици илјади граѓани кои што изминатиот повеќе од месец дена на еден достоинствен начин испраќаат порака до политичарите во собранието, како би требало според нив да постапуваат? Како човек и граѓанин на ова држава и пред се како македонка која сум дел од тие стотици илјади луѓе кои секој ден излегуваат на улиците, единствениот мотив, можам да кажам, кај сите и кај мене, е љубовта и патриотизмот кон татковината. Нашата единствена желба да ја сочуваме Македонија со нејзиното име, со нејзината унитарност, како држава која треба да постои за идните генерации. Значи, ние сега сме во функција на добри домакини, кои треба да ја зачуваат државата и да ја остават подобра и попросперитетна за нашите потомци понатаму. Љубовта и патриотизмот се основниот мотив кои ги водат овие луѓе секој ден упорно да излегуваат на улиците низ цела Македонија. Господин Станковски, дали добрите домаќини имаат висок или каков праг на толеранција имаат? Па, видете, вчера бев меѓу нив, на маргините, што би рекле, и приметив дека прагот на толеранција е сведен на минимум. Че народот веќе сака акција. Тоа зависи од потезите што ќе бидат во собранието, нормално. Тие нема да влезат внатре непредизвикани. Но доколку се направи било каков чекор во смерот на изигрување на она што е еден принципиелен политички тип на договарање и следење на сите клаузули на пратеничкиот прирачник, и ако бидат доволно интелигентни, да не се обидуваат да ги бајпасираат сите оние невралгични точки во политички смисол, тогаш со нови избори може да се избегне упад на народот. Но доколку и понатака тврдоглаво обстојуваат на своите измами, лаги и криминали, тогаш народот ќе земе судбината во своји раце и ќе ребрендира Македонија од А до Ш, значи ќе го сведе системот на нулта позиција, од која ќе тргнеме понатака, секако со еден период, нели, на прилагодување и организација на нови избори, на кои можеби некои партии веќе нема да постојат. Господин Ивановски, вие сте и меѓу граѓаните кои се пред собранието, но и сте внатре во собранието. Каков е ефектот од стотиците илјади граѓани кои што се на улиците, од нивните пораки, од нивната енергија? Меѓу вас пратениците и во коалицијата на ВМРО ДПМН, но и помеѓу
вашите колеги од СДСМ? Може да препознаете страв, неверување, оптимизам, песимизам? Како се примаат пораките во законодавниот дом од улицата? Еве вака сега, тие се три прашања да речем. Прво, јас како се чувствувам меѓу граѓаните, морам тука да кажам една синтагма која мојот професор Љубиша Георгиевски ја напиша многу одамна во една негова режија. Станува збор за представата Еригон од Јордан Плевнеш. Јас како студент имав среќа да играм во таа представа, практично во првата изведба. И професорот Љубиша Георгиевски, на кого сум му јас многу благодарен, кој ме научи да бидам ова што сум. Тој е еден редок пример на вистински човек, интелектуалец пред се. На секој програмче пишува пишува по некаква своја синтагма. На тоа програмче, тоа 82 мислам дека беше, напиша дали и колку е естетски чин да се биде македонец. Сега естетиката не е само наука за убавото, ако веќе можеме да зборуваме. Но кога го гледам тој народ и кога сум дел од тој народ, а бидејќи јас сум како човек таков, мислам дека тоа е една возвишена. Само можем да му благодарам на професорот кој го постави тогаш тоа како прашање или синтагма, која денес ја гледаме на улиците во вистинско светло. Тоа е едната работа. Од другата страна, нели ме прашувате за во парламентот. Ние неколку дена веќе работиме во парламентот и мои главни точки, веќе имав два настапа таму се, во однос на тоа дека јас сум првопратеник избран од народот и дека го застапувам народот онака како што мислам дека го застапувам, односно како што и претходно моите први почетоци во ова беа како дел, нели, од народот, како една мала прашинка, наречеме. Ги прашав пратениците таму и им кажав дека народот бара одговори, како што впрочем ние во парламентот бараме одговори, не само за нас како пратеници од ВМРО ДПМН, него и за нивните пратеници од СДСМ, бидејќи сметам дека ние лично, не само јас и другите, дека и тие не ги знаат вистинските одговори, што значи тоа. И цело време јас апелирам да се одговори што е тоа подпишано во таа тиранска платформа, која е основа нели за ова што ни се случува. И зошто, ако нема ништо страшно во неа, не беше подметната како ултиматум, односно како уцена, оти кога некој ќе те уцени со нешто, тоа во априори претходно значи дека е некое криминално дело или нешто кое не е законски на некој начин. Ние се уште до денес немаме одговор на тие наши поставени прашања, бидејќи внатре во самата платформа задираме, нели, ако можеме да ја коментираме и со јазик, и со знаме, и со химна, и со геноцид, и со политипни општини, и со заеднички полиции, и така натаму све што содржи таа платформа, која, нели, од друга страна води буквално кон разнебитување и кон федерализација на нашата држава. И третото, кое беше ова последно, добро, не е ни важно. Значи, сакам да кажам... Каков е ставот и на вашите колеги, без разлика од кои партии, се вака неформален муа? За стравот, кога станува збор, јас вчера во моето излагање кажав дека стравот е одраз на интелигенција. И нормално дека секој паметен човек би се плашил од вакви работи. Но тој страв е контролиран, како да кажам, не е страв во паника, па да реагираме панични или да правиме некои нешта за кои после ќе се каеме. Во секој случај, мојата гордост и како дел од, прво јас сум македонец и патриот сум, после сум се друго, оти некои ми замерија зошто сум бил таму, а не сум бил ваму и така натаму, но мислам дека должност на секој македонец, албанец, турчин, влав, хрват, бошњак, ром и така натаму е да излезе таму на протестите и да се вплоти или да биде дел од таа возвишеност која е присутна кај тие луѓе кои со една многу позитивна енергија одат секој ден, веќе 32 или 33 дена се веќе денес. Така да јас сум пресреќен што живеам во оваа држава, пресреќен сум што сум дел од парламентот каде што можам воопшто да ги поставам тие прашања и да се одговори онака како што треба. Професор Кјачковска, историски гледано наназад, колку македонската историја памети ваква колективна самосвест, идентитетски зборам, колку се спознаени тие луѓе таму, кои се, што се, зашто се излезени? Дали во минатото сме биле сведоци, секако во други услови, на
ваков тип на изразување револт ке македонецот? Па може би, ако го гледам во периодот кога беше Македонија дел од Југословенската федерација, сепак сите тие митингувања и сето тоа беа партиски диригирани за одредени ситуации. Например, животот го даваме, тршне го даваме, тоа беа најмасовните демонстрации кои се случија во таа Југославија. Но ако зборуваме за делот кога Македонија веќе суверена држава, веќе ние од 90-та година имаме протести во Скопје најпрво за време на парламентарните избори во ноември 90-та година, кога Скопје имаше масовни протести заради косовизација на Западна Македонија, односно заради правење фалсификати на изборите. Значи, понатаму 94-та година, кога ВМРО не отиде во вториот круг на избори, кога 130.000 пасоши беа дадени за да се обезбеди изборната победа на Киро Глигоров, исто така се собира 250.000 потписи од граѓани кои беа анулирани едноставно и тогаш имаше немири. Можеби најголемите немири беа 97 година, експлозија на студентската и средношколската младина овде кои се бунеа прво против воведувањето на албанскиот јазик на педагошкиот факултет, а понатаму не беа задоволни од една криминална, арогантна власт која почна со приватизација, тоа беше власта на СДСМ и на Бранко Црвенковски. Иначе, вакви крупни собири почнавме ние од февруари 2015 година, кога како граѓанско движење за одбрана на Македонија излеговме и тоа беа масовни собири на луѓето кои сватија дека фактички сите тие бомби, целата таа режија која беше спакувана во тој период и првиот настап кој го имавме ние во Holiday Inn како граѓанско движење, кој еве истите цели сега ги има и ова за заедничка Македонија. Ние немавме различни ставови тогаш дека се работи фактички за последна етапа од сценариото за поделба на Македонија. Значи 25 години некој да ви го оспорува државното име, значи не ви дава право на државотворност, не ви дава слобода на избор, вие да се го избирате со правото меѓународно и со сите аспекти да се го избирате своето име. И значи ова кое почна со бомбите 2015 година, фактички беше целото тоа надворешно сценарио за поделба и разнебитување на државата. И сега ова, но на луѓето им требаше 2 години да созре, да ферментира таа свест дека навистина се работи за поделба на Македонија, значи федерализација и поделба на државата, а не се работи за борба против криминал, не знам, некаква шарена револуција со некакви квази вредности кои ни ги пласираше Сорос и Канвас и така натаму. И затоа сметам дека ова сега кое ни се случува, исто така го заборавив протестот на мајките кој за мене е многу болен кога почна војната во Југославија, кога бара нивните деца да се вратат од фронтовите. И накрај, јас викам накрај пак ние мајките ќе застанеме жените да го сочуваме мирот и ако треба ние ќе влеземе и женски парламент ќе направиме, бидејќи како мајки секогаш ќе бидеме во првите редови. Значи ова сега кое се случува за мене една огромна енергија која се ослободи од македонскиот народ. Го поценуваат македонскиот народ, дека мисли мирен, на ведната глава сабја не сочи, не го сваќаат нашиот менталитет. Колку сме ние тврдокорни, колку можеме да издржиме. Зарем ке сме издржале олку прогони, олку војни, разнебитувања, толку специјални пропаганди ако не сме биле силни како народ. Значи таа силина сега доаѓа во една експлозија на една позитивна енергија и затоа викам ова можеби ќе биде четвртиот Илинден за македонскиот народ. На улиците се повеќе и од самиот почеток и во континуитет нема само македонци, има од сите националности, има се повеќе луѓе кои што велат дека се партиски неопределени или кои што одбрале друга опција на изборите, велат погрешив, сега се каам, бев во шарена револуција, сега мислам дека тука припаѓам. Сега веќе говориме и за... Значи, јасно се расчисти тоа дека се работи за државата. Партиите се минливи, лидерите се минливи, се можеме да промениме. Ама втор пат држава да направиме, не ќе можеме. Затоа толку има луѓе, јас од сите партии има, од сите религии, од сите етнички заедници, бидејќи за сите нив Македонија е држава. Ова ни е нашиот дом. Ако го изгубиме домот, ние ќе бидеме бездомници. И сега ние се бориме за собствениот кров над главата. И затоа тука нема идеологија, нема партија, нема вера. Ние сите заедно мораме да си го одбраниме својот дом. За нашите деца да имат покрив над главата, да имат каде да живеат. Иначе ќе бидеме вечно раселени лица. Господин Станковски, вчера кога се договаравме за емисијата и сега пред емисијава зборевме дали е еволуција ке македонецот, дали е револуција, има ли ваква тивка револуција.
Или малку фали да наликува на вистинска револуција во контекст на претходното за правилот на толеранција? Да, за мене ова се протести, нема знаци на револуција, се уште, нити па структурално се организирани овие луѓе на револуционерен план, зашто револуцијата е многу пожестока, поресентна, има ултимативна политичка цел менување на власт. И судир со режимските испостави, нели, кои се задолжени за чување на системот, тоест на режимот. Тука има само подкрепа на една опција која се бори за независна, унитарна и суверена Македонија, а тоа е коалицијата на ВМРО. Другите партии, освен онаа на Тачи која завзема некој, да речеме, дистанциран став, наоко, ќе видиме како тоа ќе се одвива, се веќе инволвирани во една конспирација која треба да ја подели македонската држава и да се реализираат некои сценарија кои елитните структури на неолибералните политички провиненции кои владееа до сега пред се со Соединетите Американски држави треба тоа да го реализираат во контекст на спречување на едно полно и длабоко навлегување на руско-кинескиот, тоест на евроазискиот или ако сакате на бриксовиот концепт во Македонија, кој веќе е навлезен на одредени нивоа, те затоа стана и оваа криза. Оваа криза не е проблем на македонскиот систем, туку е геостратегиска игра. Тие што тоа не го препознаа се или наивни, или појма немаат што е тоа геостратегија или политика, или немаат способност да ја видат големата слика. Но тоа прекројување на одредени геостратегиски зони секогаш се одвива на грбот на народот. Што значи секогаш има жртва, секогаш има некој што е наменито, во случајот македонската држава. Тоа за среќа народот брзо го укапира, а народот брзо го укапира затоа што веќе со години он е политизиран, инволвиран во тој политички театар, да го не речам, и полека, сигурно, он е веќе политички едуциран. Така што не можете овој народ, овој мудар народ, кој има историско искуство, да го пренесете жеден преку вода, или ако имаше емисари као господинот Хан, кој според мое скромно мислење ги влечеше за нос ВМРО-вските структури, така што на крај ги наседна и ги стави во една незавидна позиција, меѓутоа тоа е еден тигар од хартија, ситуацијата, што би рекол Достоевски, е безизлезна, но сепак несериозна. Тоа значи дека моќта доаѓа од својата невидлива позиција, тоа се граѓаните кои живеат во своите домови, си функционираат на најнормален начин или во животот, одеднаш они се алармирани и она што е реална политичка моќ сега е на улица. Моќта на народот е многу поголема. Она што го гледате на улица е само врвот на сантата. Обично тоа е еден 100 дел. Иако овдека имаме 10% во најизлезните денови, преку 10% излезност имаме. Речем, кога дојде господинот Хан, имаше според западните медиуми помеѓу 250 и 300 илјади луѓе на улица, а во Скопје помеѓу 80 и 100 илјади, што го прави веројатно најголем протест во историјата на Македонија. За мене овие 33 дена континуиран протест се знак за една силна волја на македонскиот народ да издржи, и ако сега го анализирам тоа на еден телеолошки начин, би рекол дека тука има цел. Македонскиот народ е ловец, а ловината е внатре во парламентот. А тоа се предавничките пред све структури, а потоа и оние ситни, да ги наречам, инвазиски корпуси, кои се секако мушички во однос на силата на овој народ и во однос на потенцијалните наши сојузници, кои на еден, па би рекол помалце и итар или подмолен начин, ја искористија таа чудна, да речеме, полемичност кај македонскиот народ да ги истераат своите агенди. Тоа секако нема да пројде. Тоа може
да се заврши на два начина, ан женерал. Или да се вразумат и да прифатат нови избори, со тоа што ќе истакнат својата платформа, нели, и политичка, и оваа договорена со албанските партии, или ќе има удар од страна на народот и тогаш ќе имаме револуција. Тогаш протестите, овој политички театар, оваа естетизација, овие предупредувања ќе влезат во кинетичка димензија и ќе има веројатно ресентен и конечен удар. Господин Јовановски, колку во овие геостратешки игри кои што ги споменува и господин Станковски, меѓународната заедница може да игра улога во некое ново пржино 4-5 или кое и да е поред, за повторно да ни се стави на маса некое преодно решение кое што ќе се обидат да го протнат кај граѓаниве кои се на улица, и дали во оваа ситуација има простор за такво нешто или работите се многу сменети? Јас не знам. Мислам дека пржино 4 или 5, не знам дали ќе има, или 3 и така натаму, од проста причина затоа што силата и моќта на народот надвор на улица е многу голема. Довербата која тој народ ни е дал нас да бидеме во парламентот, не смееме така да ја оставиме на улица. Не смееме да дозволиме повторно на зелена маса да се решава судбината на нашата татковина, вклучително и на животите на тие исти луѓе кои се секој дневно надвор 33 дена. Сите кои што се во зградата треба да погледнат на улица од каде го добиле мандат. Точно така. Цело време ние, ако ја следите овие неколку дена на парламентот, тоа го зборуваме. Мислам, пратениците од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија, и бараме одговори. На нашите одговори во тој контекст секогаш се нивните процедурални забелешки дека сме ние криминалци и така натаму, или врвот на ВМРО. Но кога ти ќе ставиш на една страна криминалци кои нема ни докази практично, тоа се е маргинализирано од страна на СЈО како е донесено и така натаму, за да може народот да верува, тоа е едната работа. Од друга страна тоа го кажуваат предавници кои имаат прифатено платформа мимо народот. Значи таа платформа тие ја немаа во предизборниот период или во самиот изборен период во кампањата. Тие прифаќаат нешто отпосле за да можат да купат гласови. Уште еднаш да повторам, албанските партии рекоа, оние што ќе ја потпишат оваа платформа, ќе ги добијат нашите гласови за да формираат мнозинство. Председателот Груевски им каже, јас ќе пробам да формирам влада, но не по секоја цена. Тие реагираат зашто 20 дена го држал тоа. Затоа што Белкиот им било во интерес државата да опстане таква каква што треба, предпоставувам дека ја знаел силината и моќта на таа иста платформа доколку нели се реализира од другата страна, како што впрочем веќе и нели ја имаме да се реализира. И тоа е страшното од сето ова за кое ме прашавте преска дали постои страф или нема. Има страф, како нема страф. Вклучително на сето тоа, ова што зборуваше мојот пријател Аце пред малку, дали таа ќе се претвори во една страшна енергија после, е дополнителниот злобен однос на голем број аналитичари нивни, кои секој дневно ги гледаме на нивните телевизии, односно на 24, на Телма и така натаму, вклучително и Слободен печат, каде овој исти народ го нарекуваат заведен, неписмен, немиен, фашизоиден и така натаму, ако е во огромна бројка, и тоа е за почит не само за нас овде, не само пример колку сме ние цврсти во контекст што зборуваше професорката низ годините, низ вековите и така натаму. Таа цврстина ние ја имаме затоа што сме единствени, затоа што сме посебни. Тоа го викаше и Крсте Петков Мисирков, нели? И сега некој сака одеднаш да ти го земе таа посебност, таа цврстина, некој сака да ти ја земе и да ти ја сведе на ниво никакво. Тие исти такви аналитичари се професори, да не забораваме. Тие исти такви аналитичари се некакви видни луѓе во ова општество во кое живееме и мислат дека нивниот авторитет, кога јавно ќе го изговорат тој збор, дали преку телевизија и така натаму, ќе допринесе овој народ да се тргне од улиците, пак си со заплашување. Но напротив, се повеќе и повеќе излегуваат. Тие исти луѓе, не знам јас дали воопшто знаат дека нивното време е поминато, дека Македонија може и без нив напред доди. Тие собствениот свој капацитет од минатите години, како интелектуалци, нели, врз основа на кој постигнале нешто, го вложиле сега за ефтино да се продаваат. И мислат дека нивниот збор е тој кој обратно ќе делува кај народот, што е страшно. Наместо да се придружат во одбрана на државата, тие го напаѓаат овој исти народ кој на најмирен начин
ја изразува својата волја за заедничка Македонија. Наспроти, истите тие професори, аналитичари и така натаму, адвокати или не знам веќе што се, заедно со шарените урива институции, урива споменици, фарба, вклучително и собранието, каде што сега ние имаме и представници во собранието од таа шарена револуција, не ги признаваа институциите, сето тоа сакаат да го уништат, за да ми кажат дека сега имаат реформска влада, со реформски ориентации, дека ќе ги реформираат. Тоа значи дека нови институции ќе прават. И ако тие зборуваат за криминал, таму ја барам причината, значи може малку се оддалечувам, но тоа е вистината. Ако и таму ја бараат причината за да речат дека некој е криминалец, па нивниот лидер, кого тие цело време ни го кажуваат, а вклучително овие од Запад, за меѓународната заедница, кој ме прашуваш, дека тој требало да биде идниот мандатар, начело, нели, па и Прибе го спомнуваат и така натаму. Знаат ли тие од странство дека овој човек е аболициран криминалец? Знаат ли тие луѓе од странство дека овој човек има веќе 3 дела за кои треба да одговара? Тој ли ќе прави реформа во оваа држава? Тој ли е тој што ќе се зафати со реформската влада и ќе ни донесел живот? Прво треба да се зафатат самите внатре, во партијата, да се реформираат, да станат нешто друго, да станат дел од оваа држава, да станат народ или политичари или луѓе кои размислуваат во контекст на оваа држава. Кај им се црвените линии? Тие немаат црвени линии. Денес дури еден од парламентот кажа дека Еди Рама се јавил во случајов како леснувач. Замислете, тој не немал ништо страшно. Да, има константна диареја. Не знам, мислам, не знам, но тој се јавил како олеснувач и тие требало да му бидеме благодарни. Тие бегаат, не знам дали е декларација, дали сега декларација, пред тоа платформа, не знам веќе што. Но како и да е, нека се договорат, нека појдат пака и Рама, па нека им дозволи, нели, да се вика, не знам, изјава, не знам таму како се може да се вика. Во случајот страшна е ситуацијата. И ние како луѓе реагираме, без разлика кој од која позиција. Ние можеме да си кажеме се и се што, но мораме да знаеме дека оваа наша држава, оваа наша тетковина е на сите. Овој мултикултурен однос, односно мултикултурно општество, унитарност, нели, внатре во државата, треба сите да ја чувствуваме како таква. Ние не можеме да дозволиме оваце што зборува некој од надвор да ни ја крои судбината, па идентитетот ни е загрозен. А кога ќе ти биде загрозен идентитетот, кога ти ќе престанеш да постоиш, кој си ти? Ќе те праша некој, кај, јас сум македонец, нити знаеш од кај си, нити што е, нити како е, мислам, страшната тука е во разнебитувањето кога зборуваме. Може би самиот збор, може има и пострашни зборови. Во тоа разнебитување станува збор. И сите се бранат со некаква криминална власт, односно со режим, кој бил претходно воспоставен, па еден куп нивни политичари или не знам бизнисмени во тој режим се збогатија многу. Ако било режим, режим е за сите. Јас еднаш или два пати, не знам, во емисија со некого кога имавме полемика, го прашав директно дали ти знаеш што е режим. Ти ако денеска кажеш нешто против Јованка, утре те нема. Тоа е режим. Ти тоа не го знаат. Тоа време го знае професорката и го знае Александар. Некои други луѓе не го знаат тоа. Кога ќе почне така да се однесува власта, тогаш е ова што вели Аце, против режимот се дига една револуција и прави, нели, она што го прави. Тука правиме прва пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете со нас. По куса пауза се враќаме повторно во студиото. Почитувани гледачи, повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова со моите гости Ачковска, Станковски и Крста Јовановски. Професор, ќе еве и вториот круг од вас, ќе го започнеме. Ќе се навратиме на оние теми кои што ги спомна Јовановски, особено дневната политика, дневно-политичките, политиканските интереси, манипулации, криминалот и слично, искривена призма која што се обидува некој да ја прикаже. Би сакал малку да прокоментираме, можеби, главниот повод за сето ова што ни се случува тиранската платформа. Они кои што ги собра представниците на партиите на албанците во Тирана, кои што потоа нели отидоа и во Приштина, па ни произлезе платформата, и денеска има изјава, најблаго кажано контроверзна, дека слабо македонците не сакаат да прифатат двојазичност и прифаќање на втор службен јазик на население кое што е безмалку 1/3 од државата. Ајде, еден првичен коментар за улогата на Еди Рама
дали некој го насочува вака да делува и колку расположението, односно однесувањето на соседите во целава ситуација во која што се наоѓа Македонија има историски бекграунд? Значи, се што ни се случува овде во Македонија е голема историја, долга историја, ништо се си има своја предисторија. Кога ме прашувате за Еди Рама, се работи за еден пиур на една шаховска табла, која треба да си одигра својата улога и накрај ќе го фрлат настрана како употребена вредност. Друго, тој си има внатрешни проблеми и секогаш се случува на Балканот политичарите внатрешните проблеми си ги решаваат со картата на шовинизмот. Тоа најмногу пали се уште на Балканот, за жал е многу се уште примитивен народот, бидејќи се пали на карта на шовинизам. Значи тоа е наш факт. Иначе, доколку, значи, ова не е нешто од надвор режирано, институциите официјални, меѓународни кои овде ни доаѓаат на зелена маса, различни олеснувачи, шетачи и така натаму, но органите на Европската унија, на меѓународните фактори требаше официјално да го осудат овој преседан во меѓународната политика. Јас не знам друг случај кога во некоја туѓа држава одат политички партии од една држава да им се дава платформа со која ќе ве уценуваат да формирате влада, да формирате парламентарно мнозинство и така натаму. Тоа е нонсенс, но тоа е поддржувано од оние актери од надвор кои ја кројат меѓународната глобална политика. И сега во овој контекст на сето ова, нив им е во интерес. Прво, Македонија да не биде стабилна држава. Затоа беа бомби, девалвации, сите кои застанавме на браникот на државата не направија криминалци, па толку пари земаме, онолку ова ни дава, тоа ни дава. Значи, требаше да биде девалвирано се што е патриотско во оваа држава, за да не се случи народ, да не се случи пролет македонска, која сега се буди и вака оди во една еволуција, која може да прерасне и во револуција. Значи, бевме ставени во таква положба и ние фактички со нашето излегување на улиците, со ваква масовност, со ваква енергија, непријатно ги изненадивме оние кои не застана да ја усудат платформата која ни ја сервираше постизборно Еди Рама. Значи, се работи за една долгорочна платформа. Значи, јас го проучувам албанизацијата на Западна Македонија и реализацијата на голема Албанија можеби 35 години. Значи, документи стотици, илјадници сум прочитала секакви. И затоа, кога изледов кога дом, ме правеа паранои, кои измислува црни сценарија, кажав дека ова е завршна фаза во етапата за формирање на голема Албанија. Значи, 2001 година од Албанската академија беше сервирана истата ова платформа, која сега Еди Рама ја доставува. Тоа е на Албанската академија на науките. За жал, нашава заспана академија не секам ни да ја спомнувам, мислам, нонсенс е веќе. Значи, 2001 година не се реализираше таа платформа, бидејќи се чекаше прво да се самостали Косово, да се реши прашањето со Косово. И втората етапа на тоа сценарио за голема Албанија беше Македонија. И сега, толку не разниша со специјална војна, еден со друг да се мразиме. Такви погадности има низ нашиот печат, низ овај наводно слободен ваков таков печат, навреди, девалвации на личности. Значи, просто народот вика дека се сите тука криминалци, дека сите патриоти се платени, нема овдека, не сваќа дека сите не може да не купат. Може ли дебело да ме купат овие 25 години? Никој за ништо не може да ме купи. Повеќето од македонскиот народ со срце излегува, значи, и ова е последна фаза од таа етапа на создавање на голема Албанија. И затоа народот накрај свати подметнатата платформа на Еди Рама, која ни од надвор, од големите играчи подметната, не од Еди Рама, големите играчи го кројат тоа сценарио, значи накрај ние самите мора да се избориме и да се направиме таа македонска револуција, па ако треба и во парламентот ќе влеземе. Станковски спомена Ашковска специјална војна. Колку е Македонија жртва на специјална војна? Колку на нашиот лот ни се спроведува со софистицирани методи таква специјална? Уште од 91. Константно. И не би сакал, мислам, тоа е едноставно една позиција на одредени сили кои имаат нешто... Кулминира ли сега? Како еден вид амбиција, нешто да го прекројат самиот контекст на македонската држава и целата геостратегија, па и внатрешното уредување. Дали сега тоа добива на интензитет? Најголем интензитетот беше пред изборот на Трамп и тие месеци неколку, кога се надеваа дека некако ќе го урнисаат неговиот председателски мандат. Но тие не успеа во тоа,
Затоа што еден огромен дел од американскиот народ, кој се претвори нели од средна класа во лумпен пролетаријат, во white trash, што викаат, застана цврсто за Трамп. Ако неолибералите или демократската странка во Америка сака, како што се најавува во јуни, да направи големи апрайзинзи, нели, да го дерогира мандатот на Трамп, да го сведе нели, на импичмент или на некоја друга ситуација или некаква револуција, ќе се соочат со најмалце 5 милиони наоружени каубојци, плюс тоа армијата на САД, да не зборам за Националната гарда, FBI и големи делови од одредени институции кои застануваат све посилно на страната на Трамп. Значи, тука што ви рекле американците, no way Jose. Така да они ќе бидат едноставно елиминирани. Тоа е за наша среќа, па и Хилари да беше, ќе се спротивставивме на таа структура. Без сомнение, немаше секако да подклекнеме. Некој мисла дека да била Хилари, до сега ќе беше све готово. Немаше да биде готово, можда ќе се колевме или ќе се пукавме, ама немаше да биде све готово. Така Трамп едноставно нема да застане, баш прочитав еден извештај на мрежата, дека Трамп никогаш нема да поддржи една исламска земја, така, во што се претвора Албанија. Напротив, ќе гледа да ја едноставно деструктурира. А тоа ќе се случи со една конфесионална војна во самата Албанија, во ендефект. На тоа работат и други сили, не? Но сега да се вратиме на нашиот проблем за крадењето. Значи, како што рече господинот, нели, кој е веќе мртов одамна, доктор Јозеф Гебелс, дека една овакво повторена лага 100 пати станува вистина. Така и со крадењето. Крадете. И сега, значи, тука се створи една масовна психоза во која дел од масите, пред се оние кои беа незадоволни од водењето на ВМРО или кои беа сентиментално врзани со СДСМ или југоносталгичари, повеќето се југоносталгичари, едноставно тие сите влегоа во таа мантра и станаа како еден вид папагали. Но како можете вие да крадете ако градите? Значи, ние имаме два примера. Еден 10 годишен период, 15 годишен на никакво градење и освен оние неколку години кога им водеше војна, ВМРО градеше, па направи некои објекти за да се почувствуваме како некаква култура, така, која има продукцијски капацитети. Нова ВМРО што го направи сега овие 10 години, една таква градба, тоа една таква продукција, тоа се толкави инвестиции, имате огромни незапамтени инфраструктурни проекти, како што се аутопатиштата. Да не зборам за други проекти, инвестиции во сите сектори. Јас знам кои сум во културата, знам какви инвестиции има во културата. Во културата имаше инвестиции незапамтени од 45-та до денес. Аце, само малку, а знаеш ли дека за сето ова, за ТИСА за кое зборуваш, во парламентот, пратениците од СДСМ гласаа против? Па гласаа против. Цело време, за сите овие мерки кои ги правеше ВМРО, за тие гласаа против. И за образование, за намалување, и за здравството, и за патиштата, и за субвенции, практично за се. Ама зашто гласаат они против? За да ни понудат сега живот, предпоставам. Не. За да нема дискрапанца при компарацијата. Метафорично. Значи, тука се воспоставува компаративен момент. Ти гледаш, он ништо не изградил, а една друга гарнитура направила чуда. Се затвори. И сега, оваа гарнитура која е импотентна и не успела ништо да продуцира, сака што повеќе да обструира за оваа да не се покаже као потентна и продуктивна. Што значи, или градиш, или крадеш. Овој гради, значи ВМРО гради, и тоа е евидентно, а овој крадел, зашто ништо не изградил. А тоа се граѓаните, тоа се парите. Така да, за криминалот, едноставно, тие, по системот, држете го крадецот, самите крадци викаат, се дерат, како тој другиот, кој градел, крадел. А всушност, тие се крадците. Да не зборам сега, не само кратци. Ај тоа може и да им се прости, како што им се прости, но се и велепредавници. Тоа е најстрашното. Значи, они имаат долга листа на велепредавства. Прво, ја обструираа македонската независност. Па знамето, па атентатот на господинот Киро Глигоров. Па името, нели, како последица од тоа. Па приватизацијата. Кој ја организира?
кој искраде милиарди од државата. Територијалната поделба, пописот. Точно тоа. И се тоа се до оваа платформа. Ја не можам да ги обвинам албанците дека изнеле таа згора се платформа. државотворна партија. Тоа е фикција. Тоа се глупост, тоа се балони. Значи едноставно албанците си имаат своја агенда. И си ја И они тера. функционираат. Терач. Океј, се откажале, не се откажале, не е ни битно дали се откажале или не се откажале од платформата, зашто не се никаков фактор. Се минорен фактор. Оние добиваат силата од меѓународната и од квислинзите. Квислинзите овој пат тргнаа по стомакот, а не по верата. Значи ја продадоа верата за вечера. За илузии, за балони од типот 500 евра и најмили плати. И сега дури и они викаат, пајде да работиме, да ја укинеме радиодифузната такса од 190 денари. Па тоа ли народот ќе тргне по тоа, гледајќи дека му ја рушиш државата, така му ја продаваш државата. И тоа на зелена маса. Такво продавање на територија, мислам, може само со крв да заврши. Па до кај стигне нашата војска, до кај нивната. Па така ќе делиме, можда нашата ќе стигне до Тирана, па така ќе ја поделиме, така или до Приштина. Да видиме како тоа ќе биде. Значи македонецот нема да попушти тука. Ако дојде до вооружен конфликт, прво што ќе биде елиминирано, зашто не смееме да повториме грешката од 2001, ќе бидат домашните предавници, за потоа да водиме чиста војна, да неаме зад грб обструктори. А ако не дојде до војна, значи ако домашниве предавници решат окей, го гледа народот, гледа дека нема каде, за гол живот, ќе каже ај на избори. Тоа е спасоносното решение за нив. А ако обстои понатака, пошто е уплашен и уценет, може да му биде главата напунета со олово. Па шо Ветел мора ако да отстапи, исполни, мора да исполни. Тогаш, ако за него значи спасе, да речеме, некаков тип на продолжување и некоја заштита на процесот преку избори. Но као обстои на ова, надевајќи се дека меѓународниот фактор ќе му помогне, тогаш многу се изложил, тогаш народот доаѓа на сцена и може да има дури јакобинско сценарио као крешчендо на целата оваа шарада. Јовановски и Станковски го спомна меѓународниот фактор, нели како клучен играч, можеби на кој некој се надева. Кој и колку се надева на СЈО како кец во ракав? Го споменавме статусот на Милошовски денеска на Фејсбук. Да. Од заканите кои што ги трпел, ако продолжиш да го напаѓаш Заев, ќе се соочиш со обвинени од СЈО. Видете вака, прво кога станува збор за меѓународната, ќе кажам, ние сме сведоци дека од вчера, завчера и така натаму веќе почнуваат нивните лаборатории да работат и да го плашат народот и да ја плашат државата, всушност дека тие потајно или даваат некакви сигнали самите овие квислинзи или предавници за кои зборуваше сегаце, даваат сигнал до меѓународната заедница да донесе санкции спрема државата. Да, тоа го барат. Тоа е страшното. Тоа е страшното. Тие исти луѓе кои живеат овде, кои делат исти воздух, пиеме иста вода овде, тие истите бараат сега од меѓународната заедница, имајќи го предвид овој народ кој 33 дена нема поколебливост, бараат од меѓународната заедница заштита во смисла на санкции, тоа од една страна и од друга страна замрзнување на имотот и на капиталот на одредени бизнисмени во Македонија за кои тие мислат дека се блиски до ВМРО ДПМН. Во тој контекст е и вашиот случај, тоа морам да го спомнам, на Сеат Кочан или не знам на Орце Камчев и така натаму. При тоа не водејќи сметка дека тој Сеат Кочан вработува 10.000 луѓе. Тоа ли е животот кој тие ни го нудат? Во стартот ќе затворат фирма која вработува 10.000 луѓе. Зошто? Затоа што СЈО, кое е такво какво е, донело одлука од прислушкувани разговори дека тој таму вака и вака и вака направил. Мојот однос за СЈО не е сега прв пат соопштен, сум го соопштил многу пат. Квалитетот на СЈО таму, со сите заедно структури, така е измешан, така е договорен, така е наместен, да брка само едни луѓе. Квалитетот на таа господја јавна обвинителка или како им се вика специјална, не знам што е специјално во неа, интелектуалниот нејзин капацитет кога ќе го видите,
Па имавме прилика да видиме. Дали се сложуваме прво како луѓе, како македонци со нејзиниот капацитет за да може да донесе обвинение за луѓе од ваков маштаб. Притоа, нејзините слуги кои се? Истите тие кои секојдневно ги гледаме на Телма се професори, адвокати, стручњаци, соработници. Истите тие кои пред 10 или 15 или 8 години за себе си тврдеа дека се врвни интелектуалци во оваа држава. Се продадоа за 3 банки пари за да можат да служат, нели, на тоа и такво СЈО кое е продуцирано во рамките на овие, нели, лаборатории за кои предмалку зборуваше и професорката Јаца. Значи, тоа е страшното. И со тоа СЈО тие сакаат да го плашат овој народ. Тоа СЈО ниеднаш, пази, аферата Пуч, замислете, аферата Пуч, од каде тргна целата ситуација, ја тргна под тепих. Виновниците ги амнестираше. Замислете. А целта требаше да ги нејзиното, нели, сознавање на тоа СЈО беше да ја испитаме и да ја дознаеме вистината. Да видиме кој снимал, за кого снимал, колку снимал и чии се тие разговори. Овој лидерот тврдеше дека му паднале од небо, некој му ги фрлил, па не знам кој му ги дал, па не знам каде, па овде се снимиле, па онде се снимиле, и така натаму, и така натаму. Па еден тој нивни кој беше исто обвинет, тоа вика ќе предизвика граѓанска војна. И се тие исти, од и нивниот пиша дека ќе предизвика граѓанска војна. Не ВМРО ДПМНЕ, ние не го браниме преку народот ВМРО ДПМНЕ од криминалите, како што сакаат да ни импутираат цело време. Ние само гледаме дека тој пишал таму, нели? Така беше во тоа описите што им беше заплене тој компјутерот. Ова ќе предизвика граѓанска војна. И сега тие се плашат од граѓанска војна. Ние не се плашиме. Ние кои сме македонци вистински, наместо да се вратат назад во јатото, ја знаете сите приказката, нели, на Господ Бог Исус Христос, кога им раскажува за двајцата браќа, на Даночникот и на Свети Петар, за едниот изгубен брат како успеал да се врати. Таа е голема приказна. Ние сме сите христијани, грабо. Во тој контекст сакам да кажам и навредите кои одат од истите тие луѓе во однос на егејците. Таа е една ноторна лага која ја изкаже еден не знам дали постои збор бизнисмен, интелектуалец, излезе на албанската телевизија и кажа: овој нека си ги брани егејците, јас сум со албанците. Дали тој знае дека ние роднините ги имаме во наследство и не можеме да ги бираме? Пријателите имаме можност да ги избереме, но какви сме ние по карактер, такви пријатели ќе имаме. Во Библијата пишува: ако имаш еден вистински пријател, ти си многу богат. Можеш да имаш 100 пријатели, ама да бидеш најсиромашен. Зошто? Затоа што си избрал погрешни пријатели. Јас сакам да ви кажам дека јас во Велес сум роден. Јас растев во едно мало со многу македонци од Егејска Македонија. Коџабанови, Бангиеви, Дафови, Пашалевски, Кацарови ги спомнав, Бушери и така натаму. Луѓе со кои се разбиравме, луѓе со кои градевме и растевме заедно. Луѓе со кои бевме зближени. Јас по ништо не бев различен од нив, нити тие од мене. Тој ги разликува. Тој истиот човек дали знае дека 48-49 година некој ја затвори границата со Македонија? Оти тие се македонци од егејскиот дел, а не знаат, дијалектот не им го знаат и зошто е таков. Коста Пеев го пишува дијалектот. Тие со нивниот дијалект се заштитиле за да не бидат асимилирани. Толку биле мудри тие луѓе. Наместо да дојдат во природната средина во Македонија, тие кај ги однесува? Ги раселие по Маđарска, по Романија, по Узбекистан, по Русија или не знам каде веќе. Тоа е страшното. Тоа е погромот, тоа е геноцид. За таков геноцид ние треба да зборуваме и да ги обвиниме ете таквите како тој на телевизија што расправаш. Тој овие презимиња јас за кои ги спомнав сега. Јас се гордеам со тие луѓе. Тоа се наши луѓе. Не можеме да ги тргнеме настрана, што вели Јаце, да го фрлиме здравото, а да го прегрнеме болното. Страшно. Ачковска, го спомна Јовановски оној разговор, ние скајп пораки комуникации од почетокот на објавата на бомбите ќе ни се случи граѓанска војна и слично. Турка ли некој такво сценарио на улица, притоа сакајќи одговорноста да ја префали на другата страна?
Па сега, секогаш има по некој провокатор. Дали ни се случува тоа? Не ни се случува војна, меѓутоа дали ни се случува нешто што оди во таа насока, да нарапне експлозија на две спротиставени струи, при тоа сакајќи да каже дека работата треба да се реши во институциите, него туркете народот на улица. Значи, за Стрекер немаме таква сега провокација, многу единство се случува, но може да се очекува се, бидејќи се чувствуваат исплашени и загрозени. И кога човек се чувствува загрозен, на се е подготвен. Сега провокација, ако зборуваме денес, поставувањето или кога беше следното, знамето, значи на Стрет Куманово, како 97 година кога се постави албанското знаме, па исто така, нели, кога имаше жртви. Дали е тоа знак за обележување територија, за значи, покажување? знамето е исклучиво знак за обележување на територија. И кај нас, значи, со самото знаме, видете вие секаде каде имате, јас, еве, седиштето на ДУИ, гледајте го, или цела Западна Македонија, поминувате, не знаете во која држава поминувате. Го споменам затоа што и значи, делот видите, платформата и дебата, нели, за значи, знамето. ние имавме овде една жестока дебата кај вас со госпоѓа Арифи, која бара права, а не знае дека правото повикува и должности. Јас тоа и го погласив. Вие не го почитувате македонското знаме, барате нешто. Законот се знае. Значи, проблемот е во воспоставувањето на правната држава. Значи, си имаме ние знакон за знамињата, задолжително. До знамето на етничката заедница мора да стои државното знаме. Ако не стои државното знаме, значи тие не ти ја признава државата. Тоа е страшна работа која се случува овде кај нас. Значи, сакаат права, неќа должности. Самото тоа непоставување на државното знаме покажува дека тие си имаат територијални претензии, да си ја прават голема Албанија и воопшто, значи, не ги почитуваат, а само имаат побарување од македонската држава, а ништо не почитуваат. Цели села не плаќаат струја, вода, данок не плаќаат, а бараат во платформата равномерна распределба додат парите во Западна Македонија. Дај да видиме колку од нив данок плаќаат, кои приватници и така натаму. Значи, мора конечно дојдено, мислам, до граница. Или ќе се воспостави правна држава во кој сите ќе почитуваат државата, или ќе се расчисти ова работа на многу порадикален начин, како што каже господин Тацо. Друго нема. Мораме да воспоставиме ред во државата, а провокации ќе има, може би и повеќе, но ќе бидеме подготвени на тие провокации, бидејќи ние имаме цел. И сите навреди, девалвации кои ни ги упатуваат нас, не се ништо според онаа цел која имаме, да си ја сочуваме нашата држава. И ќе одговориме соодветно на провокациите. Нема да се повлечиме, нема да не исплашат. Со ништо нема да ме запрат и да ме вратат назад. Што сакаат нека прават. Има решението е нови избори. Нема. И соочување со граѓаните, со истата таа платформа, ние секојдневно им го повторуваме тоа. Дури Илија Димовски вчера им каже, еве гаранција дајте, ќе завршиме со сето ова, додиме на нови избори. Имајте си вие платформата или програмата и све што имаате. Се сведовме на тоа пратеник на ДУИ да ја исчита од првата до последната точка на говорница, а да не добиеме одговорот од тие што претендираат да ја преземат власт. Едните тврдат дека нема платформа, а дојде човекот од ДУИ и рече има еве ја платформата. Дури после другиот пратеник од ДУИ кажа дека цената си ја плаќа, тој што си ја плаќа, нели? И што е најкарактеристично? Цената си ја плаќа. Во таа платформа што е само се спомнува Бугарија, таму односите со Бугарија. Што е тоа? 59-та година направен е договор кога бевме ние во рамките на студената војна, секогаш е Македонија колатерална штета меѓу Тодор Живков и Нервоџа, поделба по Вардар. 2001 година кога беше тука се случува, Арбен Џафери отиде со Петар Стојанов се сретна. Сега Заев многу пријател стана близок со Бојко Борисов, па оди во Приштина и секаде не распродава. Значи тоа си е една работа која еве ја гледаме и во платформата. Тоа значи поделба по Вардар. Периодов кој што измина поблиско во минато имавме изјави, особено од грчкиот председател, имавме изјави од Дачич околу името. Повторно во поширок контекст беа гледани работи. Во поширок затоа што си има картата која ни Западна Европа си шета низ овие олеснувачи кои ни доаѓаат со кантони, кантон Монастир, не знам кантон или Рида, тоа си е поделено, се е направено, само треба да најдат народ кој ќе се коли меѓу себе, кој ќе гледа со главата во песок и да си ја реализира таа. Ама ние извлековме главата од песок горе и нема отстапување. Господин Станковски, вашето размислување колку за решавање на проблемите денеска или во блиски дни, дали некој се повикува на проценти, на територија, на бројност,
Дали спроведување на реален попис би било битна појдовна точка за сите засечи аспирации за решавање на голем дел од проблемите кои што сега ни произлегува? Видете, пописот е битен за да се афирмира една реална состојба во една држава. Но тоа е една формална, да ви кажам, постапка. Иначе нивната бројка се знае многу добро. Затоа што сите овие барања произлегуваат од нивната охрабреност од наводна бројка. Сега ќе ви кажам, Се манипулации. Значи, бројката нивна се знае, ја има во регистрите на МВР и во сите други институции кои ги регистрираат граѓаните по многу основи. Раѓање, умирање, излегување од граница, влегување и така натака, иселување, двојни државјанства, откажување од државјанство. Значи, има една многу прецизна бројка нивна која во полн состав, значи кога сите би биле иселеници кои би се вратиле албански во Македонија, би била 16,8. Точно. Се проценува дека нивната бројка допред 10 години е 12,5% на територија на Македонија, а сега се шпекулира дека нивната бројка е падната на 8,5%. Гледајќи ја таа ерозија или евазија на нивната, се би ја нарекол платформа за голема Албанија, нели? Да. Не ја поистоветувам со оваа платформа. Они веројатно побарале и секако искеширале многу значајни фигури во американската администрација, почнувајќи, нели, кој беше главен за примање пари Џо Бајден, така и сите тие оваа NGO-то на Клинтонови и други ситуации, потоа тоа се врти, нели, иде кон Сорос и потоа се подхрануваат одредени субверзивни неолибералистички организации кои во име на некој транснационализам или интернационализам ги продаваат интересите на сопствениот народ, нормално за грст долари, така тоа не го прават, од што се убедени идеолошки во некаква состојба, така која треба се имплементира на планетава. Значи, тие едноставно идат во аут, поради нивното огромно, енормно иселеништво. Нормално, платите во Швајцарија кои се 20-30 пати поголеми просечно од македонските, или во Германија 10 пати, или во Белгија 5 пати поголеми, тоа све е страутен магнет. Од друга страна, нивните зони, значи нивните територии се очајни на секој план. Инфраструктурен план, гледате, Тетово се гуши во ѓубре. Потоа немаат никаков културен живот, освен честни исклучоци, нормално. Секогаш еден народ има што да понуди, но тамо е многу редуцирано. Одете тамо по нивните зони да видите колку е тоа еден сиромашен, мизерен живот, не во смисол на финанси или имање, туку во смисол на квалитет и понуда. Што значи дека они живеејќи во една мизерна состојба, во културолошки смисол, Гето. они во гето, они бегаат, нели, кон Германија, кон Швајцарија и тамо се чувствуваат као граѓани на светот, нешто иде кон Австралија, кон Америка и така натака, меѓутоа Косово повеќе од 50% е иселено. Во Македонија видовме од тие 200.000 души што се иселиле последните 10 години, гледаме дека 90% или 95% беа од албанска националност. А другите сите останати, македонци, роми, власи, срби, турци и така натака, бошњаци и така натака. Тоа значи дека они влегле во една фаза на губење, на присуство, на популација на теренот. И веројатно ова е бил последниот момент со помош на интернационалните, да ги наречам, шпиунски картели и наркомански, нели, картели, да воспостават, користејќи ја глаtta на власт, нели, на левите сили во Македонија, на СДСМ, да пеат, да направат нивните општини на некој начин да ги припремат за можна федерализација. Прво кантонизација, па потоа веројатно отцепување од македонската држава. Но секако тоа никако нема да иде. Тоа е еден многу наивен план и се гледа дека е правен на брзина и очајно. И она што се случи, како ефект од тој план, е будење на македонскиот национ, на сите меридијани на планетата. Они сега си имаат работа со една сила која неколку стотици пати ги надминува нивните капацитети. За мене,
албанскиот фактор во Македонија не е никаков проблем. Тоа е тигар од хартија. Проблемот е меѓународниот фактор и домашните предавници. Со меѓународниот фактор, благодарејќи на состојбите во светот, веќе сме решени, тие изгубија секаков кредибилитет, кој сака нека дојде, џабе му е. Имаме сојузништва, многу јаки, тие не се видливи, но се челично силни и решени да удрат со страотна сила и да му стават крај на сето тоа, еднаш за секогаш. Така што сега ситуацијата имаме турбо еволуција на македонскиот народ со овие протести. Значи, тоа е едно брзо еволуирање во политички смисол на македонскиот народ. Секој ден е една лекција која они ја примаат и ја рефлектираат од себе. Тоа е турбо процес. Овие 30 дена е еволуција направена за најмалце 5 децении. Толку брзо иде тој момент на освестување на македонскиот народ. Не само тие што излегуваат, тие се нормално главната, авангарда што се вика. Но позади исто све се гледа. Па затоа и вие бевте ставени на отстрел на СЈО, што за мене е гротескна институција. Тоа се карикатури, мислам, тоа вакади. Народот ќе застане со вас, ради тоа што они сакаат да ја срушат телевизијата која информира за протестите. И тоа информира прилично добро и прилично студиозно, што нив ги исплаши. И затоа удрија по вашиот газда, да ве оневозможат. Но верувајте ми, доволно еден повик од вас кон народот и пред СЈО ќе има 50.000 луѓе. Благодарам за поддршката. Туку одиме со вториот блок реклами. Почитувани гледачи, останете со нас и со финишот за да го проследите финишот од оваа дебата. Почитувани гледачи, сам финиш од вечерашнава дебата со моите гости Ачковска, Станковски и Јовановски. Јовановски, ќе почнеме од вас последниот круг. Зборувавме околу борбата на вештачки или вистински авторитети. Каква е битката за превласт и колку вештачките се обидуваат да ги надвладеат вистинските? Радимир, знаеш како се вика? Некој има сила и моќ да признае нешто, некој нема, некој бега. Оној што има вистински корен во себе си го прифаќа тоа. Има луѓе кои немаат корен и се хибрид, се донесени од негде и како такви зборуваат. Имено таквите луѓе од хибриди, не сакам имињата да им ги спомнувам од многу причини. Бидејќи не знам дали им се и вистински. Замислете сите оние кои се дрзна да ја одбрана тоа ситуација сега во смисла на протестите за заедничка Македонија. Сите оние кои го носеле грбот на Македонија, сите оние кои стоеле мирно на химната на Македонија, сите оние кои не прославиле сегде во светот, почнувајќи од спортисти, преку пејачи, уметници, така натаму и така натаму и така натаму, се дрзнаа нивни, сомнителни, условно во наводници, авторитети, јавно на телевизија да ги плукаат. Доттаму одеше и еден нивни, па и политичар бивши, сега не го гледам во ова, да каже на еден свој статус, од тие што ги објавуваат, за Кире Лазаров, дека кога давал интервју за репрезентацијата на ракомет, немал таква елоквентност колку што во напишаното што го имал ваму. Со тоа во стартот кажува дека Кире Лазаров е приглуп човек и некој му напишал. Значи се она што се случува кај народот, во умот на народот, кој застанува за проектот Заедничка Македонија, е до толку дискредитирано на секаков план од луѓе кои немаат право да го кажат тоа, од луѓе кои јас не знам дали се нарекуваат македонци кога ќе излезат надвор од овде. Овде се силни македонци наспроти другите. Тоа е страшното. Следете ги само емисиите нивни и ќе видите. Тие се стручњаци. И за овие луѓе, стручњаци се и за економија, и за здравство, и за историја, и за право, и за судство и така натаму. Истите луѓе се потполно, стручњаци се за се. Тоа е чуден феномен. Што се ни се случува нас во државата?
Станковски, за финиш од дебатата, мислам и дека во друга прилика ви имам прашано истото, меѓутоа еве 30 дена потоа можеби околностите се поинакви за компарација помеѓу протестите на шарената револуција и заедничка Македонија. Тоа се страотни дискрапанци помеѓу шарените и за заедничка Македонија. И тие разлики постојат на многу нивоа. Прво, шарените беа платени, а ова е ентузијастички и едноставно природен настап на еден одбранбен механизам на народот. Второ, кога најмногу се собраа пред владата, видовме дека пола од нив беа бивши структури и ветерани на УЧК и дел од симпатизерите на албанските партии. И таму имаше 10.000 луѓе, тоа беше информација на CNN. 10.000 се најмалиот собир. Значи, кога има дожд или... Кога беше дождот имаше 30.000. Не знам, некој ден кога, не знам, некој жалосен, средно жалосен ден, некој таков ден, да речеме, кога нема нека ургентност, чисто да бидат присутни тие луѓе. Што значи дека шарените беа тотално поразени. Они често пати излегуваат двајца без тројца, видовме, мислам. И тоа беше гротескно како они со тој чатал удираат по собранието, лепат боја, плескаат боја, се некои 10-15 мајмуни. Што беше навистина, ја не знам зашто оваа држава не интервенира. Тоа за уши ќе ги фатиш и ќе ги набиеш така у притвор, барем она да се оладат малце, да се свестат што прават. Значи, шарените се една гротеска, една карикатура која нервираше доста, меѓутоа беа едноставно крајно импотентни, не повлекоа народ, не сензибилизираа народ, беа платени, видовме. Едноставно, кога се собираа, тоа беа некои хулигански групи и така натака. Значи, неумесна е комперацијата од аспект на сериозност, затоа што шарените само ја покажуваат слабоста на СДСМ, колку они се слаби. А тоа што добија, да речеме, поголем број на гласови, тие гласови знаеме како се правени. Ring and check. Или кеш, зависи. Така се прави. Што значи дека сега, ослободени од кешот, дисконектирани од пипците на Сорос и USAID, затоа што на амбасадорот веќе му е ставено до знаење дека не може да се игра, него го чекаат многу потешки истраги, да речеме која е неговата замешаност во диво населје, што е веќе обид за предизвикување војна, така, и манипулација со терористички групи. Видовме дека погинатите од другата страна беа како херои, нели, испратени на Косово, што значи дека тука има едно тешко замешателство. Знаеме дека косовската држава ама баш ништо не превзема без да добие изим од тие виши структури, нели, од CIA или од дипломатијата и така натака, од State Department-от. Тоа значи дека предавниците пропадна, а народот победува. Сега само треба уште точка да се стави на сето тоа. Ачковска, завршуваме со вас. Спомена Станковски Косово и народ и предавници и слично. Дали и во која насока некој сака да ја постави Македонија во периодов кој што следи и во актуелниот, но и во периодов кој што следи, дали како фактор на стабилност или дополнителна дестабилизација, го споменавме потенцијалниот нов мигрантски бран. Македонија одигра важна улога во периодот претходно. Добивме барем она декларативно благодарам за улогата која што сме извршиле. Дали во таква улога повторно би можела да се најде земјата и колку некому би ми одговарало Македонија да е стабилна или нестабилна? Мора да се каже дека во најтешкиот период на македонската држава, кога сите разузнавачки служби бевме претрупани и уште сме, се разбира, но кога се стресеше напади секојдневно од шарените, имавме различни проблеми тука, бомби, значи народот меѓу себе закрвен и така натаму, оваа држава, покрај сите што кажува нејзините слабости и така натаму, најуспешно се справи со една бегалска криза, без да добиеме динар од надвор. Ние 360.000 бегалци ги примивме од Косово без динар да добиеме од надвор.
Никоја европска држава 15% од нејзиното население не примила во таков број бегалци. Значи, додатно на сето она кое сега е како сценарио за кантонизација, за голема албанската платформа на Еди Рама и така натаму, додатен проблем се и бегалците. И мислам дека последната точка од тоа сценарио за меѓународниот фактор можеби сега ќе биде поважно да обезбеди камп за бегалците во Македонија, па затоа им треба протекторат, им треба нестабилна влада, им треба нестабилна држава во која лесно ќе можат да направат еден камп како се планира или како што се случи за курди, афганистанци, суданци и така натаму, додека сириците ги чуваат на запад како да ја кажам условно, не знам, бегалска аристократија, која веројатно ќе се врати назад сириците кога ќе се смири ситуацијата во Сирија, но ние ќе добиеме тука друга структура. Значи, оваа држава не може да издржи повеќе бегалци без никаква помош од надвор, и тоа е додатниот дестабилизирачки фактор кој може да ни се случи, но јас сепак се надевам дека како што се справивме претходно со такви огромни пробиви на бегалци, ги држевме 360.000 на Стенковец и не знам каде, ваму имавме, значи, обиди да се пробие границата и така натаму, издржавме. И пак ќе издржиме. Ќе издржиме и бегалската криза, ќе издржиме и оваа целата лакрдија која ни се пласира преку тиранската платформа, и Македонија ќе си ја ставиме на здрави основи како една правна држава во која ние ќе воспоставиме црвени линии, а нашите црвени линии се унитарност на државата, непроменливост на името, тоа се првите две работи, понатаму осуда на сето ова од надвор која ни се пласира за дестабилизација на државата, еден реален попис да се направи во државата, да се поништат и рамковиот и пржинските договори, бидејќи рамковиот договор е базиран врз еден фалсификуван попис, за да помине тој попис. Значи, имаме сериозни работи, но со ова енергија, со ова сила, со ова желба да си ја ставиме државата на здрави нозе, се надевам дека ќе успееме и сигурно ќе успееме. Тука е крајот на вечерашната дебата. Ви благодарам на тројцата што одвоивте од вашето време да присуствувате, да бидете гости во телевизија Нова. Благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше се од вечерашното отворено студио. Следува новиот информативен блок на телевизија Нова со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Ви благодарам за вниманието.